5.000 евра за секое новородено дете, бесплатна градинка, бесплатен превоз до училиште, бесплатен оброк. Вака Хрватската општина Белишче се обидува да ги задржи младите дома и да го спречи иселувањето. Ова е само еден пример за тоа како општините директно се вклучуваат во државните стратегии за подобрување на демографската слика на населението. За разлика од земјите кои се европски, но и блиски до нас, кај нас малку се оние општини кои имаат и стратегија и пари за да инвестираат во најважното – младото население. Во најголем број случаи понудата се сведува на подршка на социјални случаи и семејства во ризик. Средствата за исплата на новородено дете во семејството во текот на годинава, претходната беа 3.000, годинава се големи на 5.000 денари по семејство, односно по новороденче. Истовремено, со одлука и измена на програмата се офатени сите ученици кои за прв пат ќе запишат прво оделение и прва година во средно училиште да добиваат по 2.000 денари како трансфер од буџетот на општината. Своевиден исклучок е малата македонска Каменица, каде значаен дел од буџетот завршува за подршка на младото население. Пред се ќе споменам дека уште 2018 година ја зголемивме финансиската помош за првородено дете од 12 на 20.000 денари, тоа е првото родено дете во годината, додека останатите новороденчиња тогаш има 6.000 денари, ја зголемивме финансиската помош на 10.000 денари. Во тек е изготвување на правилник кој што е единствен во државата, тоа е правилник за финансиска помош на самохрани родители, еднородителски семејства и семејства кои што во семејството имаат лице со посебни потреби. Во детската градинка сме една исто така од ретките општини каде што го финансираме превозот на сите деца од руралните делови на општината, се со цел и жените од руралните делови на општината да се конкурентни на пазарот на труд. Ја плаќаме социјалната кујна во основното училиште Кирил и Методи, износот 800.000 денари. Своја стратегија за задржување на младите има и Штип, каде се издвојува значајна сума за подршка на децата и нивните родители. Одлуката на некои градинки ретроградно да наплатат по 2.600 денари за период од март до август, кога децата беа дома, предизвика сериозен револт кај родителите.